Добро дојдовте во новата епизода на Стречерси. Што сте, веб шоу? Веб шоу. Значи, првото и најдобро NBA веб шоу во Македонија, на македонски јазик, кој се титула на повеќе јазици. Што може да имаме нов уредник. Јас сум денеска Мите, од мојата лева страна е Джиги, десно е Бошко. Односно не е, ама нема врска. Да. Значи Бошко не е тука од оправдани причини, се уште не може да ги зацели раните по повредата на Кари. Ама има најава. Да, има најава. Дека ќе се врати. И моравме ние да одиме длабоко во клупата и да извадиме играч кој што ќе може да го замени Бошко во оваа епизода. Да. Пошто ти го заменуваш Бошко, ја те заменувам тебе, јас сум прва замена на водител, така да не разберат погрешно вашето. Имаме руки, значи. Имаме руки во приказката, да. Имаме руки во. Јас тука сум само да бидам скретничар, односно да пренасочувам дискусијата и нормално да бидам провокатор, пошто не тоа е модерно сега. Така и ни се убаци у групата. Да. Провокаторски ни су. Чекај, ја имам статистики нешто пробувам да најдам. Значи, дечки, помина прво коло плейоф, многу коментари, многу негодувања дека било многу досадно, најужасен плейоф со години назад, вака како за почеток. Кои се вашите оценки? Па, ако може да ги видиме такмиците тие што дури завршија 4-3, уствари беа досадни. Бидејќи имаше такви блоуаути, што не можеш да ги пофаќаш утакмиците кој кого тепал, колку, зошто. Таква неиграни одбрана и таква несериозност на екипите не сме видели уште од темзите работнички кога игра 95-та, 96-та и 97-та. Абе тогаш беа сериозни бараме. Беа сериозни, Реал ги тепа, бе. Ти текнува едните во 30 разлика, па другите 40 па се. Тука големо влијание имаше домашниот терен и гостински терен, што се покаже и многу интересно во седма одлучувачка такмица за домашен терен. Нели имавте дискусија дека домашниот терен во седма решавачка такмица има влијание. Една работа што е светло во НБА, тоа е нашата емисија која што ги погоди 7 од 8 предвидувања и тоа 8-та не ја погодивме зашто Клиперси беа десеткувани, повредија и најдобрите двајца играчи, така да имавте 100% реализација. Не, види, Освен Мите што промаши. Ја имав две изненадувања. Уствари, чекај, две промашивме. Ти си промаши. Не, и Бостон рековме навијачки дека ќе ја земаме 4-3 за Бостон дека ќе биде со Атланта, меѓутоа Атланта си победи 4-2 и Бостон имаше повреда на еден од главните играчи, Бредли, кој што со своите дефанзивни игри знае да ги стопира надворешните бекови. Кој дуел би го издвоиле како од црнилата најнецрн да кажеме така? Верувала или не, ја ќе ги издвам Кливленд против Детройт иако имаше метла. Сите 4 утакмици беа интересни, тесни, имаше содржински убава кошарка. Крајниот резултат е 4-0 изгледа како дека е најдосадната. Ги пратевте. А сите беа добри. Сите утакмици беа добри. Кошаркарски најсодржајни беа. Освен нели Хека Драмонд серијата што беше. Сам навистина јас сум против воведување на било какво правило тоа нешто да се ограничи промени. Етика во кошарката нема нешто. Па етика во кошарката, да, меѓутоа управо и Ван Ганди кога вели дека не можел да го искористи потенцијалот на неговиот тим во четвртата четвртина, затоа што Драмонд реално што му е статер и што е најбитен во таа четвртина да игра, е надвор на клупа се до последните 2 минути. Мора да научи да шутира слободно, едноставно не се кошаркари и сега. Да, ама види, да фати топка, да има влијание на игра па да го фаулираат, можам да разберам некако. Ама ти тотално онака небитно, тотално спорадично го овој изведува на една страна, овој на друга страна да му правиш фаул, мислам дека тоа е, нели е намерна, нели е нема никаква спортска игра тука, ме свегаш, така да веројатно во постечките правила може некаде да се вгнезди тоа, да се казне спортот. Од играчки аспект катастрофа беше ова цело прво коло. За мене можеби едно историско лошо прво коло НБА. Требаше да провериме некои статистики да видиме во историјата како дали статистички навистина е така лошо или само нас перцепцијата ни е дека е лошо колото, премногу сме очекувале. Меѓутоа како и да е, за мене највпечатливи беа работи кои што не се толку дел од кошаркарската игра, иако нели нормално повредите се дел од кошаркарската игра, меѓутоа не се главниот главната работа. Пред емисијата ми се јави Ниджа Пребранац и ми кажа да ви спомнам дека Клиперси се потешка клетва, бидејќи ги прекрива адресовите од легендите на Лейкерси што се поставени во салата кога игра на домашен терен и бидејќи духовите на прошлоста го приметиле тоа, ги ставиле потешка клетва.
Да не може од коло да поминат, а камо да нешто направат. Држи вода. Сакам да кажам дека највпечатливи работи од првото коло беше повредата на Кари. Да. Па и на Клиперси. Повредите на Клиперси, на Крис Пол и на Блейк Грифин. Друга впечатлива работа беше game winning шутот на Харден, кој што помина и од страна на публиката и од неговите соиграчи како да не се случил. Што само зборува на тоа колку всушност и самата публика веќе има изгубено афинитет кон самиот играч. Влеговме во втората рунда, односно како ќе да е полуфиналења по конференции. По конференции. Го викаат second round, втора рунда. Да, втора рунда. Како и да е, тука Golden State покажа дека можат без Кари, дека има доволно добри играчи кои што можат да носат играта, кои што можат да дадат ключеви. Меѓутоа, ајде, ако веќе тргнеме оттаму да видиме Golden State Warriors и Portland кои би биле предвидувањата. За гледачите да знаете дека веќе одреден дел од утакмиците се поминати. Да. Golden State Warriors веќе ја победи првиот надпревар, што значи дека овие предвидувања ќе бидат малце со повеќе информации за да знаеме каснењата некој игра повеќе од некој игра повеќе од такмици, некој помоце, да. Например Кливленд има 8 денова. Да, 8 денова одмор има, точно. Леброн одма се жалеше дека да излегле од ритам. Ова као во стилот на Бошко и пошто нели јас го заменувам тука Бошко. Кажи нешто добро за Golden. За Golden State морам да кажам нели дека имаат најдобрата офанзивна најдобриот офанзивен рейтинг во НБА лигата, се на прво место со 114,5 постигнати поени. Зборуваме за плейофот, така? За плейофот не зборуваме за плейофот, во сезоната рейтингот, да. А Портланд од друга страна има едно од послабите одбрани во лигата, тоа се наоѓа на 20-тото место и дозволува 108 поени по 100. Совршен мечап. Да, совршен мечап. Меѓутоа ја тука мислам дека ова би било метла дури и без Кари, со Кари сигурно би било, не би се двомил дека е метла. Иако би стал 4-0 и без Кари, едино ќе се воздржам затоа што Лилард ми е еден од омилените играчи, па би му дал шанса со неговата гениалност во еден од овие надпревари следни што ќе бидат да успее да ги победи Golden State Warriors, кога Golden State Warriors нема да им фати една вечер шутот. И да успее Портланд извлече барем една утакмица, значи 4-1 највеќе, иако моето предвидување е 4-0. Навистина нема што да бараш со најдобриот напад, кога си еден од најлошата одбрана и еднодимензионалноста на играта. Имаме игра која што е прилично еднодимензионална на Портланд. Имаме pick and roll кој што го играат најчесто со Пламли, Лилард, ама после тоа ништо не се случува. Портланд нема среќа се тука, да бидеме реални. Чисто види, мора да им се признае за целата сезона и за меѓутоа волку далеку да стигна сосема случајно сплет на околности. Клиперси нивке ги победеа со Пол и со Грифин, дефинитивно во тоа сум убеден. Сега се случи тоа клетвата Клиперси, што да кажам. И сосема случајно се најде во полуфиналето на западната конференција. Како што кажа Мите, они се толку една димензионална екипа кој што освен Лилард и Мекалум никој друго ништо не игра. Они нема дури ни шутери од страна, што е најосновната работа во НБА лигата. Значи да бидат како му дикој на останативе играчи кои што Лилард ако пробие да ја фрли на страна и да шутне. Они немаат такви играчи. Екипата го достигна својот максимум со учеството во плейофот. Сега Лилард е толку добар играч што може да извади една на домашен терен, ајде да кажеме и две максимум без Кари. Иако има најави дека Кари ќе се врати во третата утакмица од плейофот. Ја тоа не би го направил да сум Стив Кер, би го одмарал. Ја не би го направил, би го одмарал. Нема потреба да се враќа. За финалето да се игра човекот, нема потреба. Не само тоа, не станува збор за ово финале, станува збор и за неговата кариера. Го знаеме Кари дека со неговите повреди претходно не можеше да заигра никогаш на ниво. Конечно ова последнија 2-3 сезони нема сериозна повреда. Иначе имаше многу кревки зглобови на нозите и многу ги повредуваше. И ја не би си играл со оган тука да го ставам Кари, особено ако се уште не е доволно за здраве на коленото и лигаментот кој што е истегнат.
Момци, Сан Антонио, Оклахома. 1-1. Дали ке биде ова најинтересната утакмица во второто коло од овој плей-оф? Па неблагодарно е да се збори сега после две утакмици за некакви предвидувања. Имавме диаметрално две спротивни утакмици. Во првата утакмица видовме едно нежно силување од страна на Сан Антонио, додека во втората утакмица потесна резултатски игра. Оклахома до душа водеше цело време. На крај се случи нешто невидено досега во историјата на кошарката, верувам. Играчот изведува аут, буквално да го мавне тој што го маркира и да ја подаде топката, иако на крај собра Сан Антонио, меѓутоа не успеа да дадат кош. Се навестува добра серија, не може да не биде добра серија и кога имаме две звезди од страна на Оклахома кои што во секој момент може да распалат и да сами да победат. А од друга страна е на тимска игра на Сан Антонио кој што е за милениуми понатака може да се проучува како основа за кошарката. И дефанзивно и офанзивно. Во втората такмица Олдрич беше малку по-запрен за разлика од првата. Значи он може и си ги постигна поените, меѓутоа не беше баш запрен. По поените не беше запрен, меѓутоа по играта далеку по-тешко му одеше. Зборувавме предходно дека во едното издание, во првото издание, Сан Антонио игра најдобро, Оклахома игра најлошо и имаше 30 разлика. Во втората такмица Оклахома игра најдобро, Сан Антонио игра најлошо и од двај победија на крај Оклахома. Оваа серија без разлика тоа како ќе заврши ќе биде најинтересната, затоа што има два тима кои што се супер интересни за гледање, во зависност од тоа каква кошарка преферираш. Ако преферираш тимска игра, тоа Сан Антонио е перфектната екипа да гледаш во плей-оф. Ако преферираш индивидуална игра со надчовечки напори на еден или двајца играчи, тогаш Оклахома е таа екипа и олицетворение на таквата игра е Дивиот, односно Весбрук. Без разлика што првата утакмица беше 30 поени, беше интересна да се гледа од многу аспекти, особено од доминацијата на одбраната на Сан Антонио и непостоечката одбрана на Оклахома Сити. Моје предвидување е 4-2 за Сан Антонио, кој да отпадне од оваа двојка, мене ќе ми биде жал понатаму, пошто и двете екипи ми се мили, едната заради тимот Сан Антонио, а другата ради Дивиот Оклахома. Меѓутоа мислам дека немаат доволно шанси Оклахома да поминат понатаму, со оглед на тоа каква одбрана имаат, каква тимска одбрана негуваат и ако Портленд има еднодимензионалност на нападот, тука може поради двете супер звезди што го имаат, можеби некоја си дводимензионалност на напад да зборува, меѓутоа сепак немаат огромен број на опции исто во нападот Оклахома. 4-2 е моето предвидување. Па, доколку ме прашавте пред да почне серијава, би кажал 4-1. Сега би кажал 4-2, дури и 4-3. Бидејќи вчерашната игра на Оклахома доста ветува. За прв пат ги уклучија и останатите играчи во својот напад. Ибака одлично изигра во одбраната, која гледаше утакмицата може да знае, блокираше, дури сите играчи на Сан Антонио се плашаа од него, особено Паркер. Да, особено Паркер правеше кругови околу кошот. Енес Кантер исто беше вклучен во пик-н-ролите. Весбрук зборам онака вклучен во играта. Весбрук ги утепа преку тие пик-н-роли, Олдрич не може да го чува кога ќе го превземе него, или ќе го помине, или ќе му шутне. Така да, судејќи по вчерашната игра на Оклахома, ветува доста, иако Сан Антонио ќе победи во серијата, бидејќи се многу далеку поискусни и поорганизирани. И сега одиме во источната конференција и умилениот тим на Дарко. Атланта! Ево го носи тука еден мутомбо дрес од пред 34 години. Го испукам цел. Пред 34 години се развивало за Атланта и пред Перо да игра за таа екипа. Абе, тие сме тие. Кои сте тие? Кои сте тие? Два тројца сме, добро сега. Не види, два тројца бевте пред да Перу игра. После Перот кој играше, имаш доста навивачи во Македонија и Атланта. Што е оправдано? Нема разлика, значи Доминик Вилкинс и
Мутомбовци оставија траг во моето детство, нели, така за да си ги почитам Атланта. Значи веќе имаме една победа за Кливленд. Може да кажем за оваа такмица кој специјален гост. Кој специјален гостин експертот за Атланта. Многу чудно такмица. За мене беше ептен чудно. Значи прво полувреме кода не сакаат двата тима да играат уопште. Значи, онака, демотивирани некако, без концепт. Атланта тргни застани, се плаше од играчиве, се плаше од одбраната. Кода има премногу почит, онака, премногу респект кон противниците. Знаете, тоа на МТВ коментарите ви ќе кажат, овие поише посакуваа победата и слично. И многу беше чуден целиот надпревар. Или, односно, во првото полувреме, они ги измерувале силите. Да, ги измеруваа силите. Ги преверувале се тактички. Тактички ги измеруваа силите. Затоа било толку досадно. Има ужасен процент на шут, значи под 30% има процент на шут, а Кливленд не успеа да се одвојат никако. Значи често и коментаторите тоа вчера го потенцираат, значи 9, 10, 11, 12, па 9 тука некаде. Значи нити да стигнат, нити да се одвојат, а Атланта има катастрофален шут. Играа добро одбрана, има добар скок во одбраната, мислам долго време функционираше, на крај уствари кога им откажа скокот во одбрана, тогаш изгубија. У трета четвртина и четврта веќе имаше друга игра. Значи се отвори играта, почна Шредер да дава кошеви, што нешто не му беше одлика претходни утакмици и целата прва нели серија на истокот. И она што мене ми изненади е што нити Корвер, нити Тиг, нити центарот Хорфорд, значи се изгубија тотално ги немаше. Може они статистички си ги направија бројките, Милсап се држеше, играше супер одбрана на Леброн, имаше супер такмици. Ја прво мислам дека не заслужуваат да ја добијат. На крај има шанси нешто како да ги стигнат, да ги добијат, меѓутоа повлече нога Леброн и Ирвинг, повлекоа нога, 2-3 акции, се одвоја, иако резултатот на крај кажуваше нешто друго, меѓутоа сум оптимист дека Атланта можат да им земат најмалце 2 на Кливленд, иако мислам дека ако ја имаат играта која што игра Лани, таа течна игра која што вчера ја немаше, баш не беше многу присутна, мислам дека можат и многу поопасни да бидат. Тоа е проблемот, они ја немаат таа течна игра од Лани веќе цела сезона. Офанзивниот рейтинг дека во одбрана се најдобри во истокот, имаше вчера не само што се најдобри во истокот, они се и на второ место по дефензивен рейтинг во цела лига. Веднаш позади станото. Тренерот намерно фокус ставил на одбрана оваа година и тоа свесно го направил, жртвувал на нападот, но по мене мислам дека многу голема храброст и енергија и експлозивност изгубија Тик и другите играчи тука, и Корвер особено. Најверојатно меѓутоа тука фали еден Перо секако фали, меѓутоа фали токму играчот кој што замина во Торонто, Демаре Керол, кој што замина во Торонто и кој што беше голем дел од таа игра на споделување на топката, односно брзо подавање. Бейзмор не е негова замена соодветна. Значи офензивниот рейтинг оваа година им е катастрофален, на 22 место се наоѓаат и кога ги гледаме оние утакмици нивните утакмици можеме да видиме дека она што Дарко го кажува, повеќе тоа споделување на топка го нема како што го имаше Лани. Оно што се промени е Хорфорд зима повеќе шутеви од надвор, го заменува Перо очигледно. Шутира тројки и оно што се промени е, барем според мене, Милсап има многу по-доминантна улога во целиот напад отколку Лани што беше. Значи по нападот па сега од она филозофија на Грег Попович од чија школа е тренерот на Атланта, некако оваа година како да се префрлија на играчи отколку на тим кој што може да направи. И реално Тик не е на нивото што беше Лани. Не, паднате Тик. Многу мислам дека Шредер почнува да го пополнува тој простор, меѓутоа сепак е многу играч со не многу искуство и му треба време. Покажа поголема храброст. Апсолутно. Пошто за таа игра што игра Лани на пример, толку многу е битен продорноста на плеймейкерот. Тик веќе не е така продорен. Тик направи 2 влеза вчера и изигра со лесни кошеви под кош. Мислам многу лесно влегува. Шредер бушеше цело време, меѓутоа на крај сам си бараше, онака правеше фаули за да излезе да земе душа човекот, пошто не можеше да игра веќе. Јас само кратко би напоменал 4-1 за Кливленд. Атланта имаат единствено шанса доколку им тргне шутот. Тоа би било тоа.
Ја би На рекол колку такмици може да им тргне шутот? Па ете, они четири. се едно ќе изгубат од Кливленд, меѓутоа да земат повеќе такмици 2 до 3. Иако вчера и добар дел од времето изиграа добра од Милсап на пар моменти изигра многу добро одбрана затоа го спомнам над шутот, Леброн. бидејќи одбрана играат, меѓутоа офанзивно треба да се поправат. Они се јаки шутерска екипа, го имаат Корвер и уште не знам уште Само една шутна вчера Корвер. Ете, тоа е, значи, он најверојатно нема шутеве. Ја би одел на 4-2 за Кливленд, да не забораваме, како што кажав, игра втората одбрана во лигата против третиот напад во лигата, што значи дека во одреден момент одбраната ќе пресуди во некој од овие утакмици, односно по добрата одбрана на Атланта. Дефанзивниот рейтинг на Кавси не е за занамерување на 10-то место, иако не е на највисоко ниво, меѓутоа сепак и играчки мислам дека се подобри Кливленд. Ајде, на кратко. Одиме Торонто, Мајами. Ја имам изненадување, Мајами предвидувам дека ќе победи во оваа серија. Што има овде изненадување? Па Торонто има подобар Да, они се втори. Иако сите имаат искор од второ до 7 место. Не, 4 екипи беа со искор. Од Што трето до до 7. да. Што кажете Мајами ќе победи, а? Мислам дека Мајами ќе победи од Со седма? Најверојатно со седма ќе победи исто тука Мајами. Торонто се, како што видовме во Индијана, се покажа лоша во однос на можноста да доминира еден тим. Очигледно не се тим кој што може да надвладеат и во супериорен акт да го направат она што Спарси на пример го направи со Оклахома. Не се таква екипа. Уште полошо за нив е што главното дуо на почеток го кажав, и за разлика од сезоната игра многу лоша. Нивната продуктивност е намалена многу. Тоа може да се смени во оваа серија. Денеска играат првата такмица. Да, денеска играат вечер играат првата утакмица. Тоа може да се смени во оваа серија, меѓутоа и со оглед на тоа дека Мајами игра далеку послабо одбрана од Индијана, они не играат лоша одбрана Мајами, далеку се од лоша одбрана. Меѓутоа се на дефензивен рейтинг на девето на девето место. Тоа баш сакав да го потенцирам, зашто и давам одредена предност на Мајами. Шарлот, Кемба Вокер и Лин како дуо бековско ги има најголем број на пенетрации во плейофот. Дури повеќе и од Кари и Клей Томпсон заедно. Значи они беа дуото кој што највеќе пенетрира, знаеме кога пенетрира одреден бек се отвараат страничните позиции, тоа ја прави играта потечни, поголем процент на шут видео на отворен шут, да. Да, на отворен шут имаш. Меѓутоа во последната Хасан Вајсет комплетно го затвори Кемба Вокер. Значи, ако видовте, можевте да приметите како Кемба Вокер, кога ќе го видеше Вајсет, бегаше од рекетот. Нешто несвојствено за Кемба Вокер, кој што е играч кој што ужива во дуелот со такви високи играчи, односно ужива во дуелот да ги надигри и да ги победи. И земејќи го доминантната улога на Вајсет во рекетот и летаргичната прва серија на дуото на Торонто, сметам дека Мајами има поголеми шанси, иако не сум сигурен тука кој би победил. Тука е окраша. Јас би рекол Торонто, и еве и зошто. Исто седма? Седма, да, ќе има Значи, седма. Ова е најинтересниот дуел. Торонто играше добро, меѓутоа доста промедливо. Една утакмица изигра добро, во втора утакмица лошо. Меѓутоа, доколку ја гледавте петата утакмица против Индијана, каде што губеа негде околу 17-18 разлика, затоа ми дава надеж, успеа да се средат и да ги победат во таа најбитна утакмица од плейоф серијата. Они имаат подобра клупа од Мајами, на високите играчи офанзивно им се далеку подобри. Сега кога ќе земеш дека Бош не игра, останува единствено Вајсайд кој што е дефанзивно ориентиран играч. Да, четворки игра Денк. Додека Торонто имаат подобри играчи со литванецот Валичунас. Тука ќе биде нивната предност за мене. Би рекол седма утакмица дека Торонто ќе победи, ќе пресуди домашниот терен.
Брза рекапитулација. Голден Стейт победува против Портланд со најверојатно метла. Сан Антонио, Оклахома 4-2. 4-2. Кливленд против Атланта исто 4-2. 4-2 или 4-1 И Торонто, Мајами, седма утакмица, поделени сме тука. Поделени мислимете. Кога ќе биде следната епизода на Стречерси, момци? Пак ќе биде конференцијското финале. Да. Кога ќе ги имаме финалињата и да видиме што ќе се. Сега Ќе се најверојатно може ќе имаме проблеми исто да почнат финалињата. Вие вашите предвидувања ставете ги во коментар под ова видео, а до некоја следна епизода на Стречерси, односно до следната. Поздрав. Поздрав.